Благодарам, председавач. Затоа земав стенограми. Знаев дека може да дојде во ваква ситуација, за да ви покажам дека сум барал 4 денара ковид субвенција за редовно предаденото грози. И тоа е факт. Како вие ќе го квалификувате? Дали сум постапил добро, дали лошо? Тоа е ваша квалификација. Воопшто мене не ме заинтересира нешто посебно. Многу ми е битно дали ова е добро за земјоделците или не е добро. Барав и добро е што се зголемува, и тоа го потенцира во мојот говор. Добро е што се зголемува субвенцијата за 3 денара и 4 треба да биде. Ја викам 6 Сега. Да не дофрлуваме од место. Рековте дека собственото производство нема место во овој закон. Не сте го прочитале законот. Еве го законот, член 4, став 6, ќе ви го прочитам. Подршка по килограм произведено Ќе ве замолам за почитуване со говорникот. Од 15 август 2020 Ќе ве замолам да година го до почитуваме 31 со говорникот и да не 2020 дофрлуваме од година место. е преработено во собствени капацитети за производство на вино висина 2 динара по килограм. Господине Панчо Минов, еве ви го текстот од законот, прочитајте го пред да зборите нешто напамет. Значи, во овој закон се веќе опфатени луѓето кои субјектите кои произведуваат собствено грозје. Тоа што дофрлате и се однесувате комедијански, воопшто не ме тангира. Јас ќе си го кажам моето, вие може да се јавите на контрареплика. Значи, уште еден контрааргумент. Сталната приказна дека треба да направиме закон, дека тој закон треба да ги реши проблемите. Ја слушавме и во 2020 година. Господине Панчо Миров, каде е законот? Значи, излажавте и вашата политика ќе биде едно обично популизам, само да подполните време вака во дискусии, во реплики, контрареплика. Закон нема. Тоа е тоа што вие го сработивте. Благодарам. Ви благодарам за збор. Сега